Општина Илинден за прв пат воведува финансиска поддршка за првачиња, информираат од општината. Целта на оваа финансиска поддршка е, како што велат, на родителите да им се улесни покривањето на дел од трошоците, поврзани со започнувањето на образовниот процес, како и да се овозможи посигурен и порамномерен старт за сите ученици. Средствата за спроведување на субвенцијата во целост се обезбедени од буџетот на општина Илинден, што како што велат уште еднаш ја нагласува посветеноста на локалната самоуправа кон вложување во децата, семејствата и иднината на заедницата. Во рамки на поддршката на млади семејства, општината неудамна ги зголеми и финансиските надоместоци за новороденчиња, со што јасно потврдува дека граѓаните се нејзин клучен приоритет и основа за долгорочен и одржлив развој, велат од општина Илинден. Општина Центар распишува јавен повик за доделување на субвенции на младите жители на општината за полагање на возачки испит Б категорија во автошколи на подрачјето на општина Центар. Како што информираат од Центар, јавниот повик е отворен од 1 јануари оваа година, ке трае се до исцрпување на средствата предвидени во буџетот на општината, односно до 31 декември 2026 година. Со овој јавен повик ке се субвенционираат сите млади жители на општина Центар, кои во текот на 2026 година навршуваат 18 и 19 години, родени во 2007 и 2008 година, како и оние кои во 2025 година навршиле 19 години. Уплатата за полагање на возачки испити ја извршиле во 2025. Субвенцијата е во висина од 10.000 динари со вклучен ДДВ се користи исклучително за полагање на возачки испит Б категорија. Субвенцијата може да се користи единствено за полагање на возачки испит во автошколи регистрирани на подрачјето на Центар. Потребни документи за достава се барање за субвенција за полагање на возачки испит Б категорија во автошколи на подрачјето на Центар, копија од лична карта, копија од трансакцијска сметка, доказ за извршена уплата во автошкола и доказ дека автошколата е регистрирана на подрачјето на општина Центар. Барањата со комплетна документација се доставуваат во архивата на општина Центар, барака број 6, од 9 до 15 часот. По доставувањето на документите, подносителите ќе бидат известени за редниот број на поднесокот и субвенционирањето. Општина Газибаба објави јавен оглас за прибирање на барања за користење средства од буџетот на општината за 2026 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации. Како што истакна градоначалникот Бобан Стевковски, со овој повик ќе се поддржат креативни, иновативни и одржливи проекти кои ќе се реализираат на територија на општина Газибаба и ќе придонесат кон унапредување на квалитетот на животот на граѓаните. Средствата се наменети за проекти од јавен интерес во повеќе приоритетни области, меѓу кои граѓанско општество и демократизација, човекови права, социјално-хуманитарна дејност, млади, спорт, екологија, информации и меѓународна соработка. Рокот за поднесување на пријавите е од 20 јануари трае до 4 февруари оваа година. Пријавата, проектната документација и деталните информации се достапни на веб страницата на општина Газибаба. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски најави дека краците на улица 60 ќе добијат нов коловоз. Во објавата на социјалните мрежи Стојковски порача дека калта е навистина минато и дека ќе се обезбедат пристапност, безбедност и достоинствени услови за живење со стандард. Работиме секојдневно во секој дел на Ѓорче, порача првиот човек на општината. Мостот на булевар Асном во Керамидница наскоро ќе биде целосно функционален, информираше градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски, кој вчера излезе на терен заедно со градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски. Новиот мост кој ги поврзува општините Газибаба и аеродром добива завршница и станува една од најважните сообраќајни врски во градот, потенцираше Стевковски. Градот Скопје со засилена динамика работи на експроприацијата на преостанатите објекти и пробивањето на улиците, со цел булеварот да се стави во целосна функција, што е можно побрзо, порача првиот човек на Газибаба. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.